Денеска заврши последната обука од проектот на Центарот за развој на Пелагонискиот регион за надградба и поддршка на бизнис активностите. Со оваа обука се финализирал првиот модул, додека вториот модул за јавно-приватно партнерство завршил претходно. Се работи и обучува, но кои се резултатите кои треба да се очекуваат? Резултатите од овој проект се преку 200 обучени вработени во единиците на локалните самоуправи, плюс делумно во јавните комунални предпријатија и цивилниот сектор во регионот. Се очекува после завршувањето на овој циклус, посебно на првиот и на вториот модул од проектот, бројот на поднесени и добиени апликации да биде зголемен. Не само од Европската унија, од предпристапните фондови, туку и од сите билатерални донатори чии финансиски средства стојат на располагање на општините во регионот. Поголем број на апликации, но кај одредени општини постои хендикеп при апликациите за странски пари. Дел од тие општини се за жал со блокирани сметки, која што ситуација уште од старт ги отфрла како квалификувани за аплицирање за средства од предпристапните фондови на Европската унија или за средствата кои што се делат централизирано од страна на Европска комисија. Големите општини во суштина може да стапуваат во партнерства со помалите општини или може да за дел од проектите може да се конкурира на регионално ниво. Така да доколку некој од општините сама не е подобна, односно не е квантитативно квалификувана за да аплицира на некој од фондовите, може да оди во партнерство со поголемите кои што имаат и повеќе човечки капацитети и повеќе искуство во работа со самите проекти. Денес се одржа обука за донаторски процедури во смисла како административно стојат работите, како да се вклучат помалите општини во користењето бенефит од Европската комисија. Деки се работи за веќе претходно утврдени правила на самата Европска унија, односно на Европска комисија. На располагање стојат во секој случај билатералните донатори, кои што за сега се уште се во Република Македонија, меѓутоа во наредниот период од 3-4 до 5 години ќе ги затворат своите канцеларии. Во суштина можат да се јават како партнер на одредени повици, меѓутоа тоа треба сето да биде претходно согласно самиот повик. Значи, генерално правило нема, туку од повик до повик критериумите за квалификуваност се разликуваат. По завршувањето на првиот и вториот модул на проектот ќе следи и трет, односно презентација на можностите за инвестиција во Пелагонискиот регион преку видеоматеријал со 5 презентации во мај месец, 2 локални и 3 регионални, од кои една во Битола, во Лерин и Корча.